Споменавте дека преку нашето студио и преку нашата програма секојдневно ја следите Битола на екраните, па добро утро, докторе. Што вас ве прави среќен? Добро утро на вас и на гледачите на македонската телевизија. Мене ме прави среќен прво кога се пациентите срекни и здрави, а тие се срекни кога се здрави. Кога нашето семејство дома е здраво, тогаш сме ние сите срекни. Ето, среќата доаѓа и со здравието на некој начин. Можеби поврзувањето на денот на среќата и денот на оралното здравје или воопшто здравието е еден важен. Значи важи она максима, само здравје, па важи, се друго дефинитивно важи. А иначе Битола си ја гледам преку студиото на македонската телевизија, секое утро сутринското кафе ми започнува денот со вас и исто така Битола ја гледам преку репортерите на македонската телевизија. Светскиот ден на оралното здравје, зошто е толку важен денеска да му дадеме внимание на денот? Знаете, важен е заради символиката. За прв пат точно пред 30 години Светската здравствена организација го промовираше оралното здравје како дел од општото здравје. Односно, на овој ден да се подигни свеста. Значи, денеска нема да се случат чуда, бидејќи е денот на оралното здравје, но сите ние како лекари, како клиничари, како наставници треба да си имаме зацртана цел што уствари треба да превзееме за ова година календарска што доаѓа во однос на пациентите. А зошто, докторе, оралното здравје сега секој сегмент од животот, секое здравје да кажеме е битно, меѓутоа зошто оралното здравје се истакнува? Знаете што, почетокот на дигестивниот систем или на системот за варење започнува од устната празнина. Ако вие не примате и не внесувате храна, не може да има раст и развој на еден човеков организам. Затоа викаме дека оралното здравје е дел од општото здравје. Тоа не е одделно, тоа не е само насмевка, тоа е всушност целото здравје на човекот. Медицината оди напред, технологијата оди напред, велите и во оралната хирургија се случува револуција. Конкретно станува збор за еден зафат кој што е компјутерска водена имплантна хирургија. Зашто станува збор? Вака, пред да го отпочнеме разговорот на вашето прашање за револуцијата всушност на 21 век во хирургијата, би сакал да потенцирам дека превенцијата на сите заболувања, па вклучувајќи на оралното здравје, е од клучно значење. Значи, лекувањето или ова што стана револуција е последица на лоша превенција. Значи, ако здравствениот систем од денес па натака си постави задачи дека треба да има превентивни програми, неформални, него вистински, суштински, тогаш многу лесно и ќе се намали бројот на лекување, односно ќе се намали бројот на хируршки интервенции. Кај нас е обратна ситуацијата. Наместо да има намалување, има зголемување на бројот, па така да ние што сме клиничари или хирурзи, во случајот се доведовме во ситуација да бројот од 3 да расте на 6 и 9 хируршки можеби интервенции во текот на една седмица. И сега кога сме на делот компјутерски водена имплантна хирургија, тоа е всушност За овој оперативен зафет имаме и фотографии, може додека зборувате додати фотографиите. Во ред, тоа е всушност најмодерната хирургија, односно или народски кажано бескрвна хирургија, планска хирургија, или во преносна смисла на зборот со ова општа хирургија која би ја споредиле, всушност тоа е лапароскопска хирургија. Добре. Како се одвива? Најчесто ја применуваме кај пациенти кои што, за жал, поради агресивна парадонтална болест, ги губат зъбите во горната и долната вилица и тогаш бараме метод како веднаш да ги вратиме зъбите во устата со помош на хируршко-протетски процедури. Значи се врши специјално снимање на пациентот, не е тоа обична панорамска снимка, него тоа е компјутерска томографија. Во самиот компјутер има софтвер кој што ние си ја планираме, односно си ја симулираме операцијата. Значи, однапред ние знаеме кај ќе ги поставиме имплантите, на која вистина, на која ширина, дали ќе треба да се додаде некаква коска или други хируршки процедури. 100% сме сигурни дека нема да направиме повреда на некој од анатомските простори, и што е најважно, ова хирургија се одвива преку мали отвори во горната и долната вилица. И ви имаме фотографија. Да, каде што ова е дел од планирањето на самата хируршка интервенција, тој е посебен софтвер. И веднаш кога ќе заврши планирањето, се преоѓа на производство на тој
претходната слика беше тој водич и преку него всушност се влегува во горната и долната вилица, се поставуваат импланти, а во исто време компјутерот или софтверот ги изработува и забите. Едноставно за 180 минути можно е пациентот од операциона сала да излези да стане со заби. Тоа е целата процедура на условно кажано монтажа на забите. Така е. Меѓутоа претходно нели трае припрема, скенирање, се формираат забите и така Така е. Припремата е всушност прегледот на пациентот и рентген диагностиката и рентген софтверот. Всушност ние кога ќе го имаме рентгенот, ние си симулираме како игра, видеоигра, значи на него ја вежбаме самата операција, ја планираме и кога ќе се испланира, постои друг софтвер, еве го тој водич на сликата, може да го видите. Добра подготовка. Добра подготовка, да, тој веќе се произведува во специјална машина, посебно се калибрира, бидејќи ние како хирурзи во оваа фаза не гледаме што се работи во оперативното поле. Значи работиме од надвор, значи нема крв, нема ништо, нема рез, него веруваме на компјутерот и на водичот и секако на калибрацијата. Вие сте професор во исто време, обучувате и пренесувате знаење на помладите кадри, ако зборуваме дека за се во ова, да го закружиме разговорот, за се во ова да биде онака како што велите, да бидат среќни пациенти, тоа значи да бидат здрави, превенцијата е клучот. Што значи тоа? Тоа значи дека на одреден временски период треба да се прават превентивни прегледи. Што значи превенцијата? Превенција значи има два принципи или начина на превентивна стоматологија. Едниот е индивидуата, значи самиот пациент, другата се здравствени работници. Самиот пациент треба прво да има своја лична хигиена. Значи просто кажано 2 пати во денот да ги измие забите. Да објаснете убаво, просто да. Понатака треба да има хигиено-диететски режим, значи храната што јадиме да не биде базирана на шеќери. Но тоа не значи дека не треба да се јади шеќер и благо, него кога човек ќе јади шеќер и благо, треба да ги измие забите поскоро, значи да нема задршка на тие материи во устата на забите, да не се развие кариес. И третата работа треба 2 пати годишно да се посети стоматолог без разлика дали имате проблем. Значи да се исчисти забен камен, да се исчистат меки наслаги. Всушност забниот камен и меките наслаги се предизвикувачи на заболувањата во устната шуплина. Две работи се. И со јака превенција и од страна на пациентите, и од страна на здравствените работници, ние ќе имаме многу среќни пациенти. Благодариме за гостувањето. Благодариме, доктор. Да се надеваме дека советите ќе бидат послушани од поголемиот дел од гледачите, од граѓаните.